враќаме во нашето студио, продолжуваме понатака со нашата емисија. Нареден гостин ни е Зоран Спасов, кој долги години живее и работи во Швајцарија. Поводот за неговото гостување е токму неговата нова песна, која е промовирана тука во нашето студио. Неговите наредни планови ви ги откриваме од следниот разговор. Останете со нас. Драги мои, во минутите кои следат ќе уживаме во прекрасно друштво на македонец кој долги години живее и работи во Швајцарија. Станува збор за Зоран Спасов. Здраво и добре ни дојде. Здраво и добро време. Како си? Како се чувствуваш во нашето студио? Добро сум, благодарам за поканата, одлично како и секогаш. Така, поводот за твоето гостување е токму новата песна, која изминатите денови ја снима, станува збор за Жено моја судена. Како дојде до идеја? Па тоа е комплетно, таа песна е комплетно авторски на музика, текст и аранжман, обработена од направена песна од Јордан Митев, снимена во студио во Скопје. Тој е мој сограѓанин, драг сограѓанин, колега и другар. Таа е негова идеја, таа е негова песна. Таа песна од неодамна тој ја има направено за мене и ми ја има дадено како поклон. Како поклон, затоа што таа песна одговара баш за мене, за мојата судбина, за мојот живот, како залепена е за мене и претпоставувам и за мојот вокал. Долги години... Жено моја судена. Така. Долги години живееш и работиш во Швајцарија. Професионално се занимаваш со нешто друго, музиката ти е како хоби, па ајде да откриеме колку време се занимаваш со музика. Со музика се занимавам едно 20-25 години. Во Швајцарија сум веќе повеќе од 15 години, така нешто. А иначе се занимавам ја 90-тите години почнав да пеам. Снимав неколку песни, бев на неколку фестивали. Имав некои така попознатите мои песни, пеа Довидување, Љубовта на Марија, Лиле Лилјано на тетовски филиграни, Заплакала мајка стара, и Срно моја сега и Жено моја судена најновата, која најверојатно ќе биде најдобра. Навистина преубава песна, ќе има можност гледачите да ја слушнат, ќе изведиш токму тука во нашето студио. Покрај твоите песни кои ги спомна и Заплакала мајка стара, за која пред неколку години снимавте и видеозапис со продукција. Да. Како дојде до идеја за снимање на оваа песна, кој е автор на ова дело? Да. Таа песна е моја песна, музика и текст. Јас исто така значи понекогаш си пишуваш? Така, понекогаш пишувам, правам така, имам некои идеи, инспирации за музика и за текстови. Песната е посветена за мојата родена мајка, која што не е веќе меѓу нас на овој свет. И идејата ми беше да направам еден видеозапис за таа песна и така да решив да го направам овде за вашата продукција и телевизија. Со Вана исконтактиравме. Јас таму во Швајцарија направив неколку кадри, таму кај што живеам. Така, интересно е тоа, мораме да напоменеме, веќе да прекинам, дека дел од песната се снимаше во Швајцарија, дел тука во Македонија. Да, така беше, дел таму, дел овде, и овде беше во улога на мајка беше Шенка Колозова. И ова прекрасна песна. Така, добро прифатена кај народот. Да. Интересно за тебе, Зоран, тоа што покрај на македонски ти си имаш снимано и на српски јазик песни, си настапувал и на Звезде диаспора. Какво е искуството од настапувањето на овие такмичарски настани? Па интересно е тоа искуство. Тоа беше пред 10-12 години. Пинк телевизија со Грант, тогаш Грант, Звезде Гранде беше на Пинк, заедно дојде до идеја да направат Звезде диаспора. И така да јас таму бев на тоа такмичење на надпреварување и дојдов до успех. Па интересно е тоа Швајцарија беа, значи екс-Југословени, да речеме, кои што живеат во диаспора Швајцарија, Германија, Аустрија и Словенија.
И јас дојдов до финале, супер финале и земав трето место и добив една песна гратис. Ја снимив во Србија во Пинк. Ја промовирав неколку пати. Бев на Пинк и на Свет телевизија, на КЦН и Свет телевизија. И потоа не продолжив за тоа што некако мислев дека не би премногу треба да вложиш во тој пазар. И мислев дека не е време. Се надевам можеби во иднина. Дали можеби сега е време? Дали можеби повторно ќе те видиме на некоја таква? Можеби, јас пак имам некоја идеја. Јас имав идеја и пред ова зло, да речеме коронавирусот. Имав идеја да пак повторно снимав една друга песна пред 2 години, Срно моја, исто авторски моја. Аранжман на Сашко Велков. И ја снимив и на македонски и на српски пазар. И така сакав и за неа исто да направам можеби еден видеозапис или да се појавам на некоја телевизиите. Но во план сум исто така и за новата песна за која што сум дојден сега овде, да ја испромовирам, да кажам дека ова е прекрасна песна за мене. Стварно е преубава песна, му благодарам од се срце на мојот сограѓанин Јордан Митев, мој другар кој што стварно ја направи од срце за мене. И му посакувам многу здрави и успех, така да и таа песна исто ја планираме да ја снимиме на српски. Така да можеби со таа исто така ќе се појавам на тој пазар во Србија, Босна. Јас предлагам, Зоран, да слушнеме песната, да слушнат и гледачите за каква песна станува збор. Навистина песната е прекрасна. И ќе се вратиме повторно во нашето студио да си продолжиме со нашиот разговор. Благодарам.
слушнавме Жено моја судена, навистина прекрасна песна. Се надевам дека и гледачите го делат моето мислење. Напомена дека оваа песна во план си да ја снимиш и на српски јазик, но што е со видеозаписот? Дали снимаше видеозапис за оваа песна? Да, сега за сега вака ќе ја промовирам нели на македонски. Понатаму сме во план, тоа ќе видиме кога ќе биде нормално за српски. Видеозапис направивме во студиото во Скопје кај што се снимаше аудиото. Направивме таму неколку кадри. Ќе биде интересно со мене и со Јордан. Тоа ќе биде сега, значи тоа е во план е таков видеозапис, една локација и значи и промоции, значи напомена дека и на неколку телевизии ќе се појавиш. Па се надевам, можеби ќе се појавам, пошто јас не живеем овде, јас за неколку дена заминувам во Швајцарија. Најдобра промоција можеби ќе мора да биде YouTube за сега, кога ќе дојдам повторно овде, тогаш ќе гледам да ја промовирам и кај вас и на други места. Да спомнам само дека за песната Срно моја, за неа исто планирам да направам видеозапис и во план сум со вас да го направам, така да. Дали можеби веќе имаш одлучено локација, каде би било, што би било? Па најверојатно ќе ја направиме, со Ване баш разговаравме, ќе ја направиме во Швајцарија. Во Швајцарија. Да, пошто оваа песна е и на македонски и на српски јазик, дали спотот ќе биде ќе биде и на едниот и на другиот, да. Така, тоа би било баш интересно. Да, сега, да. Напомена дека се враќаш за неколку дена во Швајцарија. Што е со настапите? Каде настапуваш почесто? Дали во Швајцарија или тука во Македонија? Не, тука во Македонија не, никако. Никако. Јас откако сум заминат таму веќе никако овде не сум пеел. Значи, кога живеев овде, пеев нормално по ресторани, по забави, по свадби, родендени, на некои си хуманитарни концерти, исто на фестивали, но откако заминав, стварно, последните 10 години воопшто не сум пеел во Македонија на ниедна приватна веселба или во ресторан, кафана, речеме не. Некако немам време. Знаете, јас ќе дојдем овде, доаѓам овде само, значи, на професионален план, ако нешто ако снимам да го испромовирам и да се видам со родени пријатели, толку е времето, знаете, кратко е. Така, тоа се бројни денови кои ги користиш токму за снимање на нови песни, нови видеозаписи. Наредни планови? Епа, сега за сега промоција на ова песна, значи ова песна од Јорданите. Жено моја судена. Жено моја судена, што ја пеам јас нормално. Промоција до максимум на оваа песна, пошто мислам дека стварно заслужува оваа песна, премногу е добра. Ја мислам дека имам стварно донесено и спеено добро. Промоција за оваа песна и ќе видиме тоа што кажав, значи можеби некои нови видеозаписи, можеби само да помине ова ситуацијава сега, да се стварно да се расчисти со ова ситуацијава, да почнат да се работи. Навистина веќе година и нешто дена каде што сме, така. Јас, значи, од кога е ова, воопшто имав само еден или два настапи во текот на ова цела година и пол, на приватна, значи пеев на приватна во Швајцарија, пошто таму ја работам, таму пеам професионално, работам нон-стоп пеење на приватни веселби, родендени, свадби, крштевки, во дискотеки, барови, наши српски сегменти. Ова само да помине и се надевам дека понатаму ќе продолжиме да работиме, да помине ова, па ќе видиме како ќе биде. Така, и дека ќе ви има повеќе и на кај нас на естрада, повеќе на настапи во Швајцарија. Се надевам, да, треба да ми има повеќе, а можеби ќе се појавам и на едно големо музичко шоу. Така. А тоа, знаете ли како се? Да го откриеме? Да го откриеме? Па ајде да го откриеме, зашто да не? Никад не е касно, може. Ево, јас би сакала да те видиме таму. Навистина станува збрзано прекрасно шоу, каде што така повозрасната публика и ние, навистина се забавуваме доста. Благодарам. Така, за крај што би им порачал на нашите гледачи? Би порачал да бидат спокојни, да бидат здрави, живи, да размислат позитивно, да бидат посреќни, затоа што животот е во среќата и да се заљубени, да си го најдат студеното. Јас се надевам, можеби ќе ја најдам. Јас ти благодарам што одвои време, баш од твоите бројни денови, тука во Македонија, да бидеш гостин кај нас. Се надевам дека за скоро време
повторно ќе те видиме тука Благодарам. и ти посакувам многу успех. Ви благодарам од сестрице, ви поздравувам.